Да ви кажам искрено, ноќта после благовештение, верскиот празник, око не склопив, буден цела ноќка од 3 строго фудбалски причини. Првата и најсилната, фудбалските случувања во Средно Коњаре, кое на некој начин стана фудбалски епицентар во Македонија, настрана сите овие порази на Шкупи, на Струга Тримлум, победи на Брегалница Штипска, на наш Скопски Вардар, сето тоа некако како да паѓа во сенка спрема оно што се случуваше во Средно Коњаре, каде што домашниот БВК Коњаре го пречека лидерот Куманово. Зборуваме за трета фудбалска лига Северна група, каде што имаше куп обезбедување, единица за распоредување брзи интервенции, полицајци сето тоа да го обезбедат и победа на Куманово од 0:2, меѓутоа никој не ја кажа победата, сите го кажа превидувањето на известен новинар, она инциденти, ти реков ми рече, и навистина интересно е што Средно Коњари прераснува во баш онака мини фудбалски епицентар. Продукција Скок со својот тим беше 17 март во Средно Коњари кога гостуваше Евромилк. Направивме добри емисии, продуциравме 3 серијала со атрактивни наслови, ги имате на нашиот YouTube канал. Една неверојатна прегледност на сите овие пренесени од неколку добри читани портали, цитирани дека тоа е производ на продукција Скок. Гледаност околу 30-35 илјади на 3 блок емисии посветени на Средно Коњаре. И еве го, 20 на дена после тоа повторно Средно Коњаре во епицентарот на случувањата, со апсење на новинари, со инциденти, со полиции, ти реков рече и така натаму. Послатката причина, убедливиот триумф, зборуваме за убедлив боловен триумф на фудбалски клуб Вардар против Струга Тримлум, каде што фортуната беше на наша страна, каде што Ѓурич ни донесе 3 големи бода и каде што навистина како страстен Вардарец искрено се израдував на овие 3 бода кои се голем ветер во грб на Вардар, а кои придонесува за третата причина да останеме со отворени очи како инспирација за подготовка на нашата нова YouTube емисија посветена на дербито на годината, дербито на сезоната, дербито на сите дерби, на дуелот работнички Вардар, 14 април, градски стадион Скопје, каде што старите градски ривали, некогашни јуправо лигаши, еминентни второлигаши, фудбалски клубови низ кои поминале плејада на познати фудбалери ќе ги судрат копјата меѓусебне за тие златни бодови за избегнување на таа грачевита борба за опстанок. Ова емисија е посветена на тоа, посветена на овие 2 клуба, убедливо наши најтрофејни клубови, зошто, како и што во продолжение на емисијата за работнички Вардар. Не фалете петарди. Ове, нека не фалат петарди, ове. Тука не е височе. Хајде ги видиме ти попијаш. Очи на некој. Си фото сме ти апсит. Вземам 3 води ке велам и изчени ги све си. Јади голно Че реков на 17 март продукција Скок во комплетен состав беше во Средно Коњаре. Имавме и ние еден силен вербален притисок, снимајќи го и подготвувајќи го тој материјал. Навистина домакините не дека беа нешто многу ратоборни или навредливи кон нас, меѓутоа имаше оние вербални закани, малку бркање во ребра, и така натаму еден вербален притисок на целата таа работа. Меѓутоа имаше и друга позитивна, убава страна на луѓето од Коњаре кои лично не препознаа, ја препознаа продукција Скок, не удостоја со протоколот на преворот, со добар ден, знаеме кој сте, како сте, еве повелете, снимајте. Иако сето тоа
не одеше онака лагано, што би рекле. Имаше полицајци кои тргнаа со нас од Скопје и кои за цело време тие 90 фудбалски минути во Средно Конјаре ни го чуваа грбот, дури во една вербална ситуација кога бевме малку и нападнати, ни беше забрането да снимаме и прекинавме на 10 минути со снимање. Полицајците најкултурно им објаснија на навивачите кои сме, што сме и зошто сме тука, и овие не оставија да снимаме. Така да ние ја завршивме нашата работа без да бидеме ние во главна улога, а во главна улога остана видеоматеријалот подготвен од продукција Скок, направен од раката на Наташа, измонтиран од тимот на Скок. Сето тоа добро склопено од нашата продукција и реков гледано околу 30 до 35.000 прегледи за 10 дена. За разлика од нас, каде што главен настан беше фудбалскиот надпревар, каде што Евромиг за жал не успеа да победи, на надпреварот БВК Конјаре и Куманово од Куманово главни актери беа новинарите, публиката, полицајците, обезбедувањето, да не речам истражните судија, одредување на привремени мерки и така натаму. Не би сакале тоа да го експлоатираме и коментираме. Само една генерална констатација. Никој нема да те закачи и да те спречи да снимаш на теренот и да го изработиш тоа зошто си отишол во Конјаре. А ако си отишол да снимаш фудбал, а на зелениот правилник се удираат, се штипат, се плукаат, се гребат и така натаму, а сето тоа продукција Скок овекошчи, ние отидовме до Конјаре безбедно со полиција, се вративме од Конјаре безбедно со полиција и нашата приказка заврши со 35.000 прегледи. Тоа е делот од Конјаре и фудбалскиот епицентар на север од нашата држава. Она што е буквално епицентар на нашата денешна емисија и на сето она што ќе следи во наредните денови е посветено на големото дерби Работнички Вардар. Зошто? Ако ви ја кажам сега приказната за автомобилите, која постојано ја прикажуваат сите кои се инволвирани во тоа, мислам дека ќе ви биде малку појасно. Правиме еден брейк со нашиот джингл и одиме во продолжение со Работнички Вардар. Седики во кафеа на еднувало друштво од скопските мало, од Девар мало, од ова Маџир мало, Пајко мало, тука сите вардарци низ градскиот парк и малку подалеку покрај течењето на реката Вардар, еден собир, и веќе се наметнува темата Работнички Вардар. Сега не дека Работнички е многу симпатичен клуб, искрено многу го сакам години наназад, има изворедна традиција, историја, резултати, меѓутоа Вардар е Вардар. И сега комитета му вика на Девар Малес: да ти кажем, ние сме Реал Мадрид за вас, Вардар. А овој Девар Малес вика: добро, ние сме Барселона, па се трудиме малку да ви парираме. А од другата страна еден шерет вика: другари, дали ја знаете приказката за автомобилот кој стои овака на врвот и после има една бела празнина, па се редат другите автомобили. Горе на врвот е Мерцедесот, па подолу има бела празнина, па почнуваат BMW, Audi, Шкода, Opel, Ford и така натаму. Вардар е Мерцедесот. Вардар е Мерцедесот горе, а Работнички е BMW-то доле. Меѓутоа и двата се добри. Знаете ли зошто? Во македонскиот фудбал се игра 32-та сезона од осамостојувањето на нашата држава, од осамостојувањето на македонскиот фудбал. Поделени се 31 пехар за освоени титули и 30 пехари на победниците на Купот на Македонија. Единствено во сезоната 2019-2020 година не се одигра финалниот надпревар од Купот на Македонија и не беше доделен пехар на победникот. Од вкупно 61 трофеи, колку што се поделени на 16 екипи. Ајде ќе се обидам малку ова да го покажеме на камера, како сме го направиле и склопиле. Малку да имаат преглед гледачите. Значи 16 екипи освојувале титула шампионска и пехар. При тоа Вардар и Работнички имаат
24 трофеи. Значи Мерцедесот Вардар има 16 и БМВ-то работнички има 8. То се купно 24 трофеи. Од вкупниот број 61, некаде околу 40% од вкупниот број доделени трофеи во овие 32 години ги освоиле Вардар и работнички. Сега гледате ли зашто Вардар и Мерцедес работнички БМВ? И уште една дигресија, ако свртиме обратно, ако ги пресметуваме само освоените титули, каде што Вардар има 11 шампионски титули, а работнички 4, то се 15 титули. Од вкупно 31, 50% од титулите фудбалски првак на Македонија ги освоиле Вардар и работнички. Да ви каже чичко друго, зашто да дојдете у недела на градски? 10-15 илјади. Да навиваме и да уживаме. Шлагборд на овие 24 трофеи на Вардар и работнички се 4 двојни круни, по 2 поделени за двата тима. Значи Вардар ја освоила двојната круна на 2 пати, 92-93 сезона кога го освои првенството и го освои купот, и 94-95 година кога исто така го освои првенството и купот. Последниот освоен куп на Вардар датира од 2007 година и замислите си колку е силен Мерцедесот кога речиси 15 и кусур години нема освоено куп, а пак е на врвот по освоените купови или пехари вкупно 5. Вардар има најмногу освоени купови на Македонија, победник на купот на Македонија, дори 5 пати, а од 2007 година го нема освоено куп. Наукомен. Или браво за нашиот црвено-црн Мерцедес. Работнички исто така 2 пати ја освоило двојната круна. Значи, клубот од Девар Мало 2007-2008 година и 2013-2014 година, зборуваме за тие сезони, го освоил и шампионатот, односно станал шампион на Македонија, го освоил и купот на Македонија. 2 двојни круни на работнички, заедно со 2 двојни круни на Вардар, еден навистина раритет, една навистина импозантна бројка, да кажам, импозантен успех на овие два клуба, каде што другите може само да каскаат и да помалку голтаат од прашината на овие два расни фудбалски којни кои имаат еден куп трофеи. Замислите си хипотетички, не би сакале никого да навредиме, нити да подцениме. Претходно една мала дигресија за Слога Југомагнат и за Силекс, кои имаат освоено по 3 пати, 3 титули шампионски и по 3 пехари за победници на купот, при што евидентно е дека Слога Југомагнат останува длабоко врежена во фудбалската историја на Македонија. Фамилијата Муминовиќ, браќата Муминовиќ ги нема на фудбалската сцена повеќе од 10-15 години. Искрено не сакав да го проверувам точно тој податок, а Слога Југомагнат се уште датира. И интересно е што фудбалскиот клуб Шкупи не е правен наследник на Слога Југомагнат. Шкупи си е посебен фудбалски клуб со своја историја, со своја традиција, со своја реноме, со свој квалитет и со своји навивачи, при што Шкупи, рака на срце, сега еднаш успеал да стане шампион на држава Македонија, предпоставувам од своето постоење повеќе од 10, можеби 15 години. И тоа не може да се смета како неуспех. Има клубови кои воопшто не го помирисале тоа задоволство, за нив ќе кажам во продолжение на емисијата. Кога е математиката во прашање, убаво е хипотетички да се занимаваме со исто така реномето, традицијата и историјата и на другите фудбалски клубови. Конкретно зборуваме сега за Тетовска Шкендија, еден добро организиран клуб со стабилен финансиер, стабилна клубска инфраструктура и добар тим. Искрено Шкендија има добар тим, добри фудбалери. Меѓутоа, зборувајќи за трофеите во самостојна Македонија, евидентно е Шкендија 4 пати била шампион на државата, што исто така е за секоја почит и респект, но далеко е до 11, уште 7 пати треба да победи за да го стигне Вардар, и 2 пати го освоила купот или во однос на Вардар 3 пати помалку.
Хипотетички, ако Вардар, а тоа не може да биде, не дај Боже, игра и не може да биде шампиони во наредните 5-6 сезони, ниту да го освои купот на Македонија во наредните 5-6 сезони, а Шкендија перманентно ја освојува двојната круна, дури тогаш може да се доближе до овие 16 купна трофеи на Вардар или 11 шампионски титули. Ова е само една споредба низ бројки, она што никогаш не може да се прескокне, за кое нема мое мислење, твое мислење и, не знам, видување на независни фудбалски експерти. Тоа се екзактни бројки, екзактна традиција, екзактна историја, екзактни успеси на фудбалските клубови, кои никој не може да им ги одземе и да им ги додаде. За жал, постои една голема тројка, условно кажано голема тројка во македонскиот фудбал, која неоддалеку ги нема померисно на овие два трофеи. Можете да се замислите во 31 сезона, од тамо 92-93 година, кога се играше првиот фудбалски шампионат на самостојна Македонија, Штипска врегалница, Струмичка Беласица и Кавадаречки Тиквеш немаат освоено ни еден единствен трофеј. Нити биле државни шампиони, нити го освоиле купот на Македонија. Секоја чест за кавадарчени кои годинава се меѓу 4 најдобри. И искрено спортски посекуваме, ете, нека играат финале, да поминат и да влезат во оваа листа со еден освоен трофеј. И да го завршиме овој блок, да се вратиме на работнички Вардар. Постојат клубови кои што биле државни шампиони и освојувале куп на Македонија, кои не постојат. Зборуваме за Ренова, една шампионска титула и еден освоен куп. Зборуваме за Цементарница 55 со еден освоен куп. Зборуваме за Металур Скопје, тимот од Железарница со еден освоен куп. И Академија Панде со еден освоен куп се трансформираше во АД Брера. И тој еден освоен куп е секако успех за струмичаните. Застануваме тука со двете страни на фудбалскиот чаршаф, првенството и купот, и продолжуваме со работнички Вардар 14 април на градскиот стадион, големо дерби, една масовна посетеност се очекува и едно вистинско италијанско, англиско, шпанско дерби, каде што ќе возат два автомобила, за кои ќе кажеме во продолжение на емисијата. Ја слушнате приказната за автомобилите. Вардарците одат со Мерцедес на градски стадион во својот дом на дербито против работнички. Во нивниот гепек и на задното седиште се спакувани 16 трофеи, 11 шампионски титули и 5 освоени купа. Работнички е поблиску до градскиот стадион со својот дом. Може овие 4 шампионски титули и 4 купа да ги донесе и на раце, да ги видат неговите навивачи, кои за жал отсуствуваат во таков број како што овој клуб заслужува и во однос и контекст на резултатите, традицијата, реномето и историјата кои стојат позади името на фудбалскиот клуб Работнички. Во секој случај, после неделните успеси, освоениот бод на Работнички со новиот тренер Горан Станик на гостувањето на Воскаспорт против директниот дуел во борбата за останок и изворедните 3 големи бода на Вардар, предводен од Горас Михаилов, каде што на плеки беше кутнат актуелниот шампион Струга Тримлум. Очекуваме нов дуел, нова борба, нова фудбалска фешта, нов фудбалски настан и поголем број на фудбалски љубеници кои треба да дојдат, кои сакаат да дојдат и да гледаат фудбал, без оглед за која боја се приврзани, дали ќе навиваат за Мерцедесот обоен во црвено-црни бои или за БМВ-то, кое исто така ја носи бело-црвената боја, боите клубски на фудбалскиот клуб Работнички. Ова е дел од мини-серијалот посветен ова дерби, која е продукција Скок го апострофира и во која ќе се судрат екипите кои имаат освоено 50% од вкупниот број на шампионски титули
во овие 31 година од осамосталувањето на македонскиот фудбал. Недела, 14 април, градски стадион или арена Тодор Проевски, работнички Вардар, 27 прволигошко фудбалско коло.